Добар ден, пријатели. Се уште сум во Македонија. Веќе четврти ден. Собираме наш заеднички проект со компанијата Зеленград. Собираме сончева бродица. За мене е подеднакво важно да помагам во изградбата на 6-метровата бродица и да бидам национален партнер во Северна Македонија. Ова е еден од најдобрите проекти во кои сум учествувал, па затоа ми е лесно и физичката работа и комуникацијата со луѓето. Ние партнерите ќе ја покажеме нашата технологија Славјанка, можноста за нејзина примена на пловни средства. Како што се покажа, многу луѓе го знаат од вебинарите. А јас се изненадив, бидејќи видов дека Васка Поповски може да работи и со рацете. Тој помагал да се бојадисува, да се сече, да се завртуваат навртки, шрафови, подложки. Како што сами гледате, денес сме на копно, на приколка, на традиционалната охридска бродица, која беше специјално изработена за проектот за проверка на моторот Ресурс. Оваа бродица во ваква форма, таа представува метална бродица, која нашите мајстори, нашите луѓе, пред рибарите, почнаа да ја развиваат некаде по Втората светска војна. Пред тоа постоеа дрвени бродици. Нивни предходници се холандските бродици. Денес ни помага капитанот Горан. Се познавам со него веќе 3 години. И денес тој гледаше дали се направено како што треба. За да се ориентирате, ова е практично зона за пловење тип 2, каде што брановите се подигаат дури до 2 метри. Тоа значи, таа е доволно стабилна, многу сигурна, многу едноставна за експлоатација, бидејќи има елементарна структура која не бара посебен ремонт. Тоа значи, рокот на користење на оваа бродица е 40 години. Моторот е на место, тентот е на место, подовите се поставени. Дозволата и овозможува на нашата сончева бродица да се спушта на вода, па и, се разбира, да се движи по неа. За да се возат туристи, ќе треба да се добие и лиценца. Но тука е најважно, тука се регистарските таблички на бродицата. Ги поканив партнерите, инвеститорите, заинт, да се сретнат на брегот на Охридското езеро, да ја спуштиме бродицата на вода и да се возиме на неа. Ќе им покажеме на градоначалникот на Охрид и на властите на Северна Македонија можностите на електромоторот. Треба да спречиме зададување на езерото со мотори со внатрешно согорување. На сите големо благодарење и се гледаме на тестирањата. Ви благодарам што не следите. До нови средби. До видување.